Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во ова најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Она што можеби како тема, веројатно денеска имавте поретка можност да го сретнете, но не е таква тема која што не би можеле да ја разговараме, затоа што е многу важна да биде дел од вакви контактни емисии. И токму затоа сакам да зборуваме за она што представува извештај од страна на УНИЦЕФ во соработка со Finance Think невладината, но и со USAID, а се однесува во делот на истражување за социјалните и економските ефекти од COVID-19 врз децата. Како заклучок кој што се извлекува, и тоа ви го ставам на екранот како тема, загриженост од УНИЦЕФ, деца изложени на ризик може да станат невидливи жртви на пандемијата. Или, во нивното обраќање до медиумите, тие го велат следното. И покрај мерките на владата да се амортизира социоекономското влијание на пандемијата на COVID-19, се проценува дека дополнителни 16.000 деца во Северна Македонија живеат под прагот на сиромаштијата. Има повеќе пријави за деца што се жртви на семејно насилство и поголем број деца се во ризик уште повеќе да заостанат со учењето поради пандемијата на COVID-19. Проценките се подпираат на анализата на истражувачите од студијата Социјалните и економските ефекти од COVID-19 врз децата во Северна Македонија, што денеска ја презентираа УНИЦЕФ во партнерство со Finance Think и USAID на онлайн конференција која се одржа помеѓу 13 и 14 часот. Цитирам: "Иако се чини дека во споредба со возрастните, децата и младите имаат помала веројатност да се разболат од вирусот, пандемијата на COVID-19 има огромно влијание на начинот на кој тие учат, на начинот на кој нивните семејства заработуваат, за да ги задоволат потребите и на тоа колку се чувствуваат сигурни во домовите и заедниците, средината во која живеат", изјави Патриција Диџовани, представничка на УНИЦЕФ. Или цитирам понатаму: "Потребни се насочени мерки за децата да не станат невидливи жртви кои ќе го носат на грб најголемиот дел од долгорочното влијание на кризата." Во однос на денешната конференција, исто така се обрати амбасадорката на Соединетите Американски држави Кейт Мари Брнс, која рече: "Од суштинско значење е да го разбереме влијанието на COVID-19 врз младите, за да може заедно да најдеме најдобар начин за намалување на последиците. Преку нашето партнерство со УНИЦЕФ и тесната соработка со Министерството за здравство и другите одговорни владини тела, за да помогнеме да се идентификуваат овие предизвици и да се пронајдат најдобри начини за да се одговори на нив." Од направената проценка на социјалните и економските влијанија на COVID-19 врз децата има донесено заклучоци кои што јас во текот на емисијата ќе ви ги прочитам за подетелни информации, но основата на тие заклучоци е токму ова што е дадено како тема, дека деца изложени на ризик може да станат невидливи жртви на пандемијата. Дали како невидливи жртви преку формата на тоа што ќе бидат дел од детската сиромаштија, односно дека дополнителни 16.000 деца може да станат да бидат дел од под прагот на сиромаштијата. Другиот заклучок се носи на тоа дека скоро 10% е зголемен бројот на пријавени случаи на домашно насилство каде што жртви се токму децата, без разлика дали биле директни жртви или индиректни жртви како сведоци на домашно насилство, кои исто така се сметаат во случајот со децата се сметаат за жртви доколку биле и само сведоци. И дополнително и останатите заклучоци кои во текот на емисијата ќе ви ги читам. Но би сакал за ова да разговараме, сметам дека е многу важно и сметам дека треба да се искаже мислењето и ваквата загриженост да биде проширена за да може повеќе влијание да се изврши во однос не само институционално решавање на проблемот и притисок кон она што представува сега за сега преодна влада и она што треба да представува интерес на следната влада во однос на нашата иднина која лежи токму во тие деца, но и дополнително сега да се има наум постојано и да се реагира. 02 60 91 924 или 925 се телефонските броеви на кои вие може да ни се јавувате или пак да ни пишувате на Facebook фан страницата Очи во очи или пак преку Твитер и слободно тоа веќе можеме да го направиме. Доколку имаме некој на линија, вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Добро, одиме со втората линија доколку некој веќе има таму. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Доколку се слушаме со некого, секако веднаш може да разговараме. Знам дека можеби оваа тема не ви беше многу очекувана со оглед на останатите, но тргајки го настрана она што сега политички го живееме со преговорите и со
раздавањата на тоа кој, каде, што, како и зошто во владата, мислам дека ова е тема која не смееме никако да ја пропуштиме, особено затоа што денеска овој извештај е токму презентиран. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете, погласно рече, повелете. Поздрав до емисијата и до гледачите. Благодарам, поздрав. Ја веднаш да кажам дека сум поборник никако одење децата на училиште. Никако. Добро. Тоа е за мене фрлање во канџите на пандемијата. Значи, секој ден се зголемува бројот, ние не можеме децата да ги жртвуваме за не знам кои други цели. Така. Значи, нема да пропадне ни една година, а куќата од дома, онлайн, сите имаат компјутери и кои немаат ќе се снајдат. Наставниците не знам колку се спремни, има и спремни, и такви, и вакви, сега не сакам да ги напаѓам. Сите нека се погрижат, има месец дена има да се спремат. Значи, децата на училиште не. Училиштата, хигиената во училиштето е на многу ниско ниво. Децата дома се научија сега на релативно чисто, стерилно, а таму хидат у жариште невидено. Прво, какви ни се тоалетите? Ја не сум чула некој школа да го белат, училиште, да го белат, да го дезинфецираат, или ако го прават тоа, го прават површно, а тоа што се однесе у протоколи, не верувам ништо, бидејќи никој не ги почитува. Тоа дистанца, метро и пол, две, децата не знаат колку треба да бидат, цело време ли ќе мислат децата, колку се раздвоени, колку има оддалеченост, па и маските, кој ќе ги носи, кој така само ради форма, не знам што да кажам. Никако нема ништо да испуштат децата, и од дома може да си учат и да има ефекти. Значи, никако на училиште оваа година. Само да се спасиме од оваа пандемија. Ви благодарам, пријатно. Многу ви благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Да, тоа е исто така еден многу важен аспект и сум среќен што спомнавте уште од старт во првото јавување за враќањето во училишните клупи, бидејќи тоа е исто така еден дел од заклучоците, така што секако гледачите може да разговараат во таа форма на оваа тема. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Диме од Скопје. Поздрав, Диме. Да сте здрав и жив, и јас ви благодарам за една ваква прекрасна тема. Сум ја многу компетентен, ама бидејќи имам 3 внучиња и школка... Сите имаме деца и внуци дома, сите сме компетентни. Да сте здрав и жив. Повелете. Значи, видете, мене, што ме тера ова размислување, не дека во случајов со ковидов децава се запоставени во смисол на негдише. Тоа далеко од тоа, ме разбирате. Него сега ние имаме едно искуство како заврши учебната година. И сега се створи кај дечињата еден голем вакуум, така да кажам, вакуум во смисол на обврските. Најпросто кажено, да речеме, физичкото движење до училиште. Ме разбирате? Сепак, тоа е време кој што детето го прави радосно. Не толку наутро кога види, ама кога се враќа према дома. Ме разбирате што сакам да кажем? Значи, има обврска во движењето и враќање. Сега, нашиве дечиња, нашиве внучиња се малце, како да кажам, далеко од тоа. Они не да се физички неактивни во тревниците околу зградите, па да не должа многу. Мислам дека треба психолозите и социолозите малку тоа подетално да го разгледат, поготово во периодот кога денот и ноќ ќе бидат изразени, кога ноќта ќе биде, така да кажам, подолга во однос на денот. И психолошки што тогаш со тие голем број на часови на ноќ, ме разбирате? Не знам да се изјаснам, ама вие сте интелигентни. Значи, нивните активности да бидат така одбележени и регистрирани позитивно. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Имаме, добар ден. Да, добар ден, повелете. Видете, ова е за поздравување ако се одложи школството. Добро. Зашто го викам тоа? Док не се донеси вакцина, ја ми се чини школството да не функционира. Затоа што од деца може да го поднесуваат вирусот. Едно дете во школото да е заразено, ќе ги зарази сите деца ќе го пренесат во родителите дома. И тоа ќе се шири постојано. И затоа викам вакцина док не се пронајди, да не функционира школото. Колку може онлайн да се работи од дома со компјутери, со тие инструменти, да се посвета што може по овие наставниците да го тоа протежира.
Иначе опасноста тешко можеме да ја отстраниме, ни виси над сите над глава, мораме да бидеме дисциплинирани, но и родителите мора да водат сметка за децата, без обзира ако не одат на школо, дома кај се движат, колку простор користат, кај одат, што одат, тука треба да се води многу сметка, за да може да се заштитат и родителите и децата. Иначе проблемот е надвиснат над сите. И ако сите не си е ставиме обврската одеднако да се бориме, тешко може да се искорени ова. До вакцината. Ако вакцина стварно најдат и постои та вакцина да се исчисти ова зло, тоа е тоа да чекаме. Пријатно и убав ден имате. Благодарам. И јас вам ви посакувам убав ден. Се слушаме при некоја следна можност. Од направената проценка на социјалните и економските влијанија на COVID-19 врз децата се заклучува дека: прво, со владините мерки за COVID-19, мерките за задржување вработени лица, намалување на критериумите за социјална помош и еднократна финансиска поддршка, се намали и бројот на сиромашни деца. Овие мерки се наменети за децата, односно попрецизно, обично имаат за цел да распределат пропорционално поголем удел од средствата во домаќинства со деца. И покрај мерките се проценува дека уште 16.000 деца веројатно живеат под прагот на сиромаштија поради загуба на работните места и приходите на нивните родители, односно родителите во домаќинството и старателите. Се проценува дека релативната стапка на детската сиромаштија ќе се зголеми од 29,3 на 33,3%. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Вториот заклучок кој што се извлекува од извештајот вели, и овој заклучок за мене исклучително е фрапантен, морам да признам, и загрижувачки. Според извештаите, домашното насилство се зголемило за време на забраните на движење и полициските часови поради COVID-19, а децата се речиси 10% од жртвите. Во разговорот кој што го имав со оние кои како консултанти работеле на извештајот денеска за време на конференцијата и со представниците, се разбира, на сето ова, поставувајќи го прашањето во однос на вклученоста на центрите за социјална работа и, се разбира, Министерството за труд и социјална политика во ова сето, вела дека овие извештаи од кои што се извлекува процентот на 10 за деца жртви на домашно насилство зголемено поради карантините и полициските часови забраните за движење од пандемијата, доаѓаат токму од теренската работа на центрите за социјална работа, каде што децата се или директни жртви на домашно насилство или индиректни жртви, односно во превод од индиректни жртви се смета и дете кое просведочило домашно насилство врз некој друг член во семејството. И со тоа што некаде од април, односно мај, одеднаш рипнува пријавувањето на процентот на домашно насилство, бројот на жртви на домашно насилство. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Да. Видете, малце ми е чудно. Добра. За ова, јас би ја нарекол ова лажна пандемија, па како сака нака ја толкуват луѓето. Разбираш? Но мене ми е една друга работа. Зошто ова пандемија ја прифаќат луѓето? Ја прифаќа кој? Луѓето општо, цел свет ја прифаќат ова пандемија. Дали то било во Вухан, или излезена од лабораторија, или од Америка, или од Лондон, не знам од каде таму, од Англија, то не ме интересира од каде е страна. Но зошто не се предзема мерки, да речеме, ако е како пример пандемијата, ова вирус о COVID-19 излезен. Значи ништо уште не се кажува. Се слуша дека е од лабораторија, некој се слуша дека е од лилјаци, од животни, од не знам што таму. Господине, ке зборувате ли за темата? Да. Значи, во склоп е со ова. Не е во склоп, господине, зборувате теории на заговор кои што не држат вода. Или зборувате за темата, или исклучете се. Добро. И сега во врска со децата. Значи, јас колку што гледам на телевизија и колку што сум информиран,
деца не заболуваат од овој вирус. Значи, а во Шведска слушам дека градинките се отворени, работат. Таму вика слободно не носиме маски, ништо. Си живееме нормално како што се живее. Овде нешто се проновира. Се зголемуваат жртви, се зголемуваат број на заболени. Во време на кога беше првиот бран, немаше толку кога сега. Кога во ова На времето многу одамна, кога вежбав јога, штетам, веројатно ќе треба да почнам повторно да вежбам јога, бидејќи ако постојано по социјалните мрежи човек ќе прочита дека луѓето ме фалат за нервите, на вакви јавувања многу често многу повеќе напор вложувам за контрола. Само да ви кажам дека бројката на заболени од 0 до 19 години од вкупниот број на заболени кои што го имаме во државава, надминува 700. За лажната пандемија, господине, ќе ве замолам да дојдете и да им објасните на семејствата на двајца мои пријатели, познаници, кои починаа поради последици на коронавирусот, вие тоа да им го објасните на семејствата нивни дека е лажна пандемијата. Исто така, ќе ве замолам на сите скоро 500 починати нивните семејства по четворица, тоа се 2000 луѓе, ова истово што го зборувате да им го објасните. Дали е излезена од лабораторија, дали е природна, дали е од Марс падната, таа е тука. И болеста вирее, и болеста зема жртви, и болеста има страшни последици здравствени, и пост оние кои што допрва се истражуваат да ја прележале, во однос на срцевиот мускул, во однос на нервниот систем, во однос на целиот организам како функционира, прво тоа. Второ, дополнително сега ќе се соочиме со сите економски последици кои што ќе ни дојдат, токму поради сите тие мерки што беа преземени во сите држави на различен начин, на методологија која што само на државата и е својствена, затоа што самата држава најдобро си го познава менталитетот на својот народ, дали одредени мерки требале или не требале, тоа ќе се испитува во наредните години и некој ќе треба да понесува одговорност ако не требале, или да биде пофален ако требале и биле соодветно спроведени. Е на сето тоа, господине, вие да им ја објаснете вашата лажна пандемија. Срамота е, од 26. февруари, кога се појави првиот случај, не се враќам наназад од 31. декември, кога е регистриран првиот случај во Кина. Значи, од 26. зборувам февруари, кај нас кога е првиот случај, денес сме 30. јули. Февруари, март, април, мај, јуни, јули. Пола година. И вие се јавувате со приказни за лажни пандемии. Добар ден. Добар ден. Дали имаме некој на линија? Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Во однос на останатите заклучоци од извештајот кој што денеска го презентира UNICEF USAID и Finance Things, се извинувам, третиот заклучок вели: иако образовниот систем се префрли на учење на далечина, непосредно по затворањето на училиштата и градинките заради пандемијата, се увиде дека не сите наставници имаат доволно познавање од информатичката и комуникацијската технологија за да планираат и спроведат учење од далечина. Четвртиот заклучок вели: иако немаше прекин на рутинските здравствени услуги, се забележа мал застој во пристапот до болничка нега на новороденчињата, на децата и на мајките, главно поради помалата побарувачка на неургентни услуги, оние кои што не се за итност, поради страф од заразата, а не поради намалена понуда на услуги од другата страна. И петтиот заклучок, кај буџетските програми што имаат допирни точки со децата, се забележа кратење и покрај благото зголемување на вкупните владини расходи при мајското дополнување на буџетот, кога се правеше ребаланс во мај. Беше забележано кратење кај инклузивните, односно
оние кои што подразбираат вклучување, односно спојување во делот на образовните програми, со што на учениците и учителите им стана уште потешко да се приспособат на промената кон учење на далечина. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Прво, загрижена сум затоа што многу малце се јавуваат на оваа тема и среќна што заради тоа можам да добијам линија. Се радувам и јас да не ви одземам време, повелете. Да, мислам дека пандемијата само ги потенцира проблемите во нашето општество. Затоа што деца што се изложени на сиромаштија, имавме и пред пандемијата, затоа што семејно насилство имавме и пред пандемијата, можда е сега потенцирано, меѓутоа можда заради тоа па треба да се вложи напор од страна на општеството за решавање на овие проблеми. Прво, родителите мораат да добијат работа, значи општеството да се потруди за повеќе работни места. Второ, каде што растат деца, а има семејно насилство, државата мора да ги тргне од таквите средини децата. И трето, бидејќи сум мајка на 3 деца и баба на 4 внуци, морам да кажам дека децата треба да одат во школа. Со тоа да се научат и школите, и воопшто образовниот систем на хигиена, на одржување на дистанца, која ни е потребна и без пандемијата, например, во школите, во кафичите. Јас сега уживам во кафич, пошто никој со грбот не ми се пика во мене. Овде никој не зборува во вратот. Да. Значи, мораме благодетите од пандемијата што ги видовме, да ги научиме да ги користиме, децата да ги воспитуваме така да се однесуваат, да не зборуваат меѓу маси на глас, да не трчат меѓу маси, меѓу клупи, без разлика во која средина. И дефинитивно да одат во школа. Не да се пропуштат генерации и така не се доволно писмени. Ви благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Мене ми беше само да ја посочам на гледачката, мене ми беше комплетно очекувано дека за денешнава тема нема да има ни скоро ни јавувања, а ниту пак некои посебни коментари. Да видите само долу ако имав напишано загриженост од ВМРО ДПМН или од СДСМ. Тоа веќе ќе беше вака преплавено со јавувања. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Добро, барем имаме шанси да добиеме, тие што никаш не можеме да добиеме. Може би треба почесто вакви теми да ставаме. Па требате, иначе, еве, може после 4-5 месеци добиваме. Повелете. Менте, баш се јавив највише пред жена што се јави тој што филозофираше за пандемија, дека измислила, дека некоја теорија на заговор. Ја не знам тој човек што слуша, што чита, кај гледа, не знам, бидејќи рече Швајцарија или Шведска. Они тамо направи еден принцип, слободно, па да се заразат и што луѓе ќе остане, да се... А знаели ли колку мртви има у Швајцарија? Али они не го рачува, бидејќи мисле дека така имунитет ќе се добие. Значи, многу држави пробаа на друг начин. Оваа болест не сега, ова ќе носиме со година. Ја имам нешто слично со генетичар, он вика и да се најде вакцина. На таа вакцина да добие сигурност ќе треба да поминат години, вика. Да добие сигурност. Ние со ова ќе живееме дугачко време. И луѓето треба да сватат дека треба да се применуваме маски, 2 метра одстојање, тоа ќе остане. Да ви кажам дека овде не се пази у болница, значи у мајка Тереза вчера бев. Во една канцеларија се влезе, имаше 50 души еден до друг. За да дојат да влезат во ординација. Па тамо се заразуваат луѓе. Ја не знам, болниците се хаос. Човек се плаши да оди, а не да измисли дека нема. Ја не знам, ми дури ми падна смешен. Толку. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, се надевам се слушаме наскоро. Добар ден.
Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Од Свети Николе гледаш. Поздрав до Свети Николе, повелете. Па, Огнен, ние вака само може да се јавиме, иначе нема шанса од тие политичарите да добиеме. Озбилно, ја имам вртено кај тебе 100 пати, никад не. Од утре натаму спроведувам вакви теми. Па, види Огнен, во општество секакви карактери има, знаеш. Да сме живи и здрави, тоа е. Сваќаш, тоа е. Так. Види Огнен, ово е многу опасен вирус и на почетокот можда не беше толку опасно, али мислам дека има модифицирано вирусо, пошто кај нас у Свети Николе, како ти кажам, како прво нема народ, разбираш, све испобега у странство. А ние сме град со, како да пети поред у Македонија по заразеност. И Добро. нас ни го донесеа се тоа од Италија. Знаеш, со бербата, ние има многу у Италија берачи на јабуки, на гројзе, на тие работи. Так. И сега се повратија и вај месец се тоа дешава. Децата, како да ти кажам, кај нас нема до сега дете заразено, пошто не знам дали е по-слабнето, дали не, али ово е опасна работа. Многу е опасно што више белите дробови више не е само на пневмонија. Сега има згорчување на крвта, тие со послабо срце, срцеви удари, мозочни удари, згорчување на крвта, исто мозочни удари. Значи тука има многу мозочни срцеви удари што можда и не се проверени, а да се од короната. Пошто овога напаѓа само имунолошкиот систем и е многу опасна работа. Ова е или е пуштено, или не е пуштено, направено, модифицирано, али со посебна работа да ниште и да го смене поредоко, да поубаво да биде на полошо, пошто овај народ го има изгубено, како ти кажам, има го оската, центарот го има изгубено. Нема га балансо, Огнен. Прават, лопови, ајдуци, нема ги паметните луѓе. Гледаш какви луѓе се јавуваат, вика дека нема ништо, добро што има баланс. Така, благодарам, ве поздравувам во Свети Николе. Чувајте се, дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете, добар ден. Момент. Да, само намалете го тонот на телевизорот, ресетирајте Да, тајмер само режија. момент. Так. Дали се слушаме? Друг се јавува сега. Не, вие сте. Зборувајте слободно, ве слушаме, јас не ви се мешам, повелете. Видите, темата ви е дека децата се невидливи жртви на пандемијата. Да. Меѓутоа, јас би рекла не невидливи, туку се личности на кои досега не се обрнало доволно внимание. Затоа што сите се жртви на пандемијата, од најстариот до најмладиот, но некако како да се занемарија децата. Училиштето е многу битно, образованието, генерално зборувајќи, е многу битно, но за жал се доказа дека и децата се на удар на болеста. Зошто се тие жртви видливи или невидливи? Прво, се ускратени за многу што од она што на нивната возраст нормално им следи. Да речеме, им е ускратена физичката активност. Тие немаат никаква физичка активност, освен што седат дома и работат на компјутер, ако го имаат, и ако имаат помош од родителите, кои што ако може да им помогнат се или премногу запатени, бидејќи се занимаваат со економскиот проблем на семејството, а доста деца и немаат компјутери, па се појавува и така наречениот синдром на нееднаквост. Додуше децата никогаш и не биле сите еднакви, меѓутоа, во овој случај се појавува уште поголема нееднаквост. А најстрашно од онлайн наставата е тоа што немаат доволно помош. Друго е на училиште, кога наставникот ќе предаде лекцијата. Да, благодарам за јавувањето, ве поздравувам, истече времето.
Од коментарите кои што ги добивме на интернет преку Facebook фан страницата, Дејан П ни пишува и вели: здраво Огнен, темата е одлична. Коментарот воедно и прашањето би било: само од ковид ли ќе се умира? Поздрав. Да, тука има доста дебата која што може да се отвори понатаму, но тоа е за друга емисија. Понатаму пак, само момент, да видам. Добро, Миле Г ни пишува и вели: никако децата да не одат на училиште. Хигиената е на ниско ниво и ќе има инфицирани од корона, завршува кратко тој. Додека пак Христина К ни пишува, вели: повикајте ја Данела Арсовска од Стопанска комора на РСМ, со што скоро урлаше и бараше помош од државата. Добре. Марко М ни пишува и вели: Огненете, од такви ко првиот твој гледач сме таму кај сме, Господе, какви се неписмени луѓе живеат со нас. Веројатно мислите на еден подоснежен од првиот. Добро. Анонимна гледачка ни пишува и вели: конечно образованието го доби своето место во општествениот живот и неговата важност за целокупниот развој на општествената заедница, а со тоа и државата. Да не должам. Моето искуство како наставник е дека онлайн наставата никако не може да го замени воспитно-образовниот процес во наставата, а со тоа и социјалниот живот на децата. Оваа ситуација е многу комплексна и не е сеедно дали децата ќе изгубат една учебна година. За нив таа една година е прекинување на една есенцијална алка во нивното образование и во нивната севкупна иднина, како припадници на едно општество. Зборуваме за сите нивоа на образование, а тоа ние, просветните работници, а и родителите најдобро го знаеме. Поздрав и за вас. Понатаму пак, само момент да видам, ни пишува Валентина П. ни вели: никако да се пуштат децата во училиште или градинка, се додека не излезе квалитетна вакцина. Се надевам дека владата ќе изнајде соодветни решенија и за предшколска и школска возраст. Поздрав, господин Огнен. Благодарам, Валентина, ве поздравувам. Добар ден. Добар ден. Да, извинете, почекавте, повелете. Добар ден, господине Огнен. Благодарам. Темата е многу интересна. Онлайн наставата никако не може да се замени со воспитно-образовниот процес, понашки кажано, во живо. Точно и тоа дека хигиената во голем број на училишта не е на високо ниво, меѓутоа имаме уште месеци и месец дена да тоа се донесе на посакуваното ниво и да се донесат некои протоколи да можат учениците да доаѓаат на училиште или некаде слушнав дека може да биде комбинирано, да доаѓаат недела дена на училишта, па недела дена да ја следат онлайн наставата. Ако е само онлайн, стварно произведуваме инвалиди. Мислам, не по буквална смисла на зборот. Се разбравме. Во фигуративна смисла, ве разбрав. Фигуративна смисла, да. А најопасни за сега за мене се адолесцентите. Ниту маски носат, ниту во корона веруваат. Тоа е страшно нешто. Можда во месец август нешто се превземе за нив, а и тие што не веруваат во короната и што не носат маски, ги гушала маската, не дај Боже стварно да ги загуши. Па да видат што е вистинско гушење. Така. Кога... Да? Толку од мене. Добро. Ви благодарам, имајте пријатен ден. Јас вам ви благодарам за јавувањето. Дали имаме следен на линија? Добар ден. Еурека. Еурека, повелете. Какво откритие? Ја да ме добијам Котпино почитуван господин Јаневски. Ве барам многу пати, меѓутоа еве на крај конечно со оваа тема и јас зауставам. Али во врска со темава имам само еден предлог. Сите овие невидни томи, како неверни, мислам. Се разбравме. Како оној претходниот што беше. Добро. Некако да се, имам еден предлог, некако да се донесе некоја уредба, сите што не носат маски заштитни, да се третираат исто као да носат огневно оружје. Затоа што се тоа невидливи убици.
мислам, малку груба Добро. изрека, меѓутоа тоа е. Очитувам да не ви одзимам повеќе време, само тоа. Мислам, тој предлог да го дадам многу одамна, меѓутоа никако да ви добијам. Добро. Тоа е. Добро. Толку? Ве поздравувам. Благодарам. И јас ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата. Благодарам, поздрав. Убава тема за иднината на Македонија, што треба да се обрне внимание многу. Да, повелете. Видете вака, јас се движам многу. Имаме едно село тука, во селото има езеро и младина многу иди. Добро. И сум во постојана комуникација. Ова е значи невидено искуство од конasta на короната. И разговарам со децата во однос на образованието, како да почне, дали да сакаат, дали не ќе. Значи тие и јас му кажав дека треба да носам маски, ама тие сакаат да одат на училиште подобро, затоа што ќе биде организирано, вика, организирано. Кој нема да носи, тој што не носи на училиште, тој што вика не се придржува и на улици, на училиште нема се придржува. Исто е тоа вели. Ама таму ќе има воспитачи, вика, учители имаме ние, вика, кои ќе водат евиденција за тоа. А вака, вика, ние само на родителите сме пуштени, вика, родителите одат на работа. И со обврски се, и не можат да внимаваат многу. Значи, ова е животно, мислам, искуство од разговор со децата. Значи, тие сакаат да одат на училиште, таму ќе бидат подобро пратени од наставниците, а тој што не носи, вика, маски, не се заштитуваат и да оди и да не оди на училиште, вика, нема се заштитува. Сега, колку е тоа, ќе го има некој во предвид ова, тоа е понатаму не знам. Благодарам што се слушате, поздрав. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Доколку имаме следен на линија, вклучуваме. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Јавуваме се од Свети Николе. Поздрав до Свети Николе, повелете. Сакам едно појаснување, пошто претходниот наш сограѓанин изјави дека вирусот корона е донесен од Италија, пошто имаме доста вработени. Добро. Значи, сето тоа не е точно, значи, кај нас вирусот корона е донесен во Свети Николе прв пат од една текстилна фабрика од Штип, каде што има наши сограѓани кои што работат таму. Добро. Друго што сакам да се обратам за децата, значи. Конкретно овде кај нас во Свети Николе, значи пред зградите, пред се после до 12, до 11, 12 саатот децата се надвор, се играат без заштитни маски, без ништо. Кај се тие родители? Кај е таа полиција да преземат мерки? Дали треба нешто страшно да се случи, па тогаш да почне да се презимат мерките? Доста интересно е, јас повеќе ги обвинувам родителите кои што не водат сметка за своите деца. И немој ние да тражиме дека државата треба да презема мерки ако ние самите не ги презејаме. Од мене толку, благодарам и се најдобро. Благодарам и јас вам се убаво ви посакувам. Ѓоргија С. ни пишува на Фејсбук и вели: оваа болест е еден од најголемиот невидлив непријател за кој цел свет е во борба против него. Да, во Шведска не се носат маски, но смртноста е голема и заразеноста. Во Австрија поново се воведе обавезно носење на маски, затоа што маските се најдобро заштитно средство, па затоа, драги сограѓани, носете маски со почит, завршува Ѓоргија С. Поздрав, Ѓоргија, и до вас. Додека пак во останатите пораки, Дејан Т. ни пишува и вели: поздрав, Огнен, не му се нервира на претходниот, тој само нека сака да биде поразличен од останатите граѓани. Не е само тој, ги има многу, ако има срце, нека земе камера и по 1-2 часа нека оди до инфективна и исто толку на пулмологија, без маска па нека се јави, завршува Дејан Т. Додека пак Жаклина Д. пишува и вели: здраво, Огнен, оваа наша држава најмногу има вработени статистичари, семено насилство, невработени, сиромаштија и слично. Јас познавам семејство кое врви низ развод и станот треба да се дели, и во однос на семејното насилство на мајката и децата им рекоа да си одат од станот или ако сакаат да одат во засолниште, откаде нема да можат да одат на работа и на училиште без интернет и слично. Ова пред да почне пандемијата, посочува Жаклина. Ми е зборот: наместо статистики, социјалните и државните институции да се ангажираат повеќе околу заштитата на жртвите на семено насилство, завршува Жаклина Д. во своето пишување кон оваа тема. Додека пак Галабинка М. ни пишува и вели: Огнен, го слушав гледачот што сега се јавите, молам уште еднаш да не подучуваш како да се однесуваме во време на пандемија. Има многу забегани кои се уште не веруваат на оваа светска пандемија. Господ да ни е на помош. Поздрав, имај убав ден. Благодарам, Галабинка, и вам исто.
Добар ден. Ало, Да, добар ден, повелете. добар ден. Добар ден. Малку повеќе се ви од 2 минути си ги зедовте, но вред. Имате 2 цели? Не, вие имате. Да, точно, да, се согласувам. Повелете. Вие повеќе земате. Повелете. Вака сега. Одамна сакав да ви дадам предлог, но тешко се добиваше. Вака, вие имате 5 дена со ова емисија Очи во очи. Мислам дека вие и поставивте ја воведовте ова емисија. Да, 2013-тата. Така. Ја следам нон-стоп. И вака ви предложил. Бидејќи сега немаме ни избори, ни овие политики, ни ова. Ке ве молам, значи, кога ќе дојдат пред избори, пред тоа тогаш нека се стават политички теми, па овие за големите политичари наши што ги имаме, од Прилепи, од Битола, не знам ова, ги знаете вие, не знам. Да. Доста име и преку ден се јавуваат на топ тема, не знам ова, она, па ќе ве молам да предлагам од 5 дена, 3 дена, значи најмалку од 50% повеќе, 60%, да бидат други теми, односно економија, социјална сфера, култура, не знам, секакви други теми кои што се не е само политика. Затоа што овој граѓанин на Македонија толку е сполитизиран, толку од ови. Па за малку е Канал 5, Телма, не знам, Сител, ова, сите и вие, секојдневно, и овие само шетат и зборуваат. Луѓето се изморени. Видите. Оставете го гледашот? Да? Кој ќе земете и 3 дена ќе отворете очи на овие другите телевизии, затоа што јас не гледам, речеме конкретно, Канал 5 од Сабајле од 7 во колку почнува до 10 сату и се јавуваат. Значи, преземете. Да. Дека добра идеја. Добро. Значи, земете 3 дена други ови. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас и ви посакувам убав ден, благодарам ви за насоките. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Татјана Сани пишува и вели: здраво, идеално би било доколку сите професори се спремни и ангажирани за онлайн настава. Мислам дека во школото децата стекнуваат навики и одговорност, дисциплина и живеат социјален живот, а и квалитетот на знаењето исто ми е дискутабилен. Во однос на контактите, мислам во цела држава децата си се дружат, играат заедно, шетаат, викендици, спорт, па седат во кафетерии, па слободно во маркет, институции, сите секаде движат. Тогаш се прашувам како тоа школото станува единствена бариера од коронавирусот. Сите се во интензивна дружба, мислам дека треба сите во школа, а свеста да се сменува во насока на сопствена заштита. А за семејното насилство ние немаме зрели институции за овој проблем. Поздрав. Благодарам, Татјана. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Почитување, господине Јаневски. Благодарам. Вака, да ме прашаше некој пред 50 дена или повеќе, дефинитивно ќе кажев никако школите да се отворат. Меѓутоа, како поминува времето и посебно ме инспирира под наводници, нели? Добро. Оној гледачот кој што ја негираше пандемијата, замислите како тој би ги воспитувал собствените деца, ако ги има нормално, нели? Така. Ми навираат некои идеи, мислам, последниве неколку дена, да со помош на педагошкиот тим кој што секое училиште кој има педагог, психолог или не знам кои веќе ги имаат занимања, во соработка со Министерството за здравство да барем 2 пати неделно на тие деца, нормално кои што би биле разредени, дали секој втор ден да одат едните па другите или некако да се најде некој модус, кој што со медицински екипи, дури да има и гости, презентери од здравствените установи, кај што ќе се укажува на сериозноста на овој вирус.
кои се заштитните мерки, нели, носење на маски, појачана хигиена и така натаму, и да часовите се организираат така да измеѓу децата да не можат да излекуваат надвор од училници. Или да тоа некако биде контролирано. Значи да бидат споени, додека не дојде другиот наставник, или овој истиот, во самата училница да им биде пауза. За да нема дружење со другите деца од други класови и така натаму. Пошто гледам време изминува, ви благодарам. Благодарам за јавувањето. Ве поздравувам, ви посакувам убав ден. Најсиромашните и најранливите членови на општеството се најзасегнати од пандемијата. Од студијата откриваме дека треба навистина да се загрижиме за благосостојбата на децата, главно во однос на начинот на кој им се сменија животите од корен. За новата влада ќе биде важно конкретно да мисли на децата кога ќе ги осмислува мерките во иднина. Децата во земјава мора да бидат важна компонента на закрепнувањето од COVID-19, за да постигнеме поодржлива и поинклузивна економија и општество, изјави Маријан Петрески, главен аналитичар од Finance Think. Со анализата се потенцира дека со реформите за социјална заштита од 2019 година детскиот додаток им стана достапен на поранливи категории. Поддршката стана посеопфатна со воведување додаток за образование и се воспостави поеднаков однос кон загрозени домаќинства од различен тип. Сепак, кризата покажа дека има уште домаќинства со деца на кои им се потребни дополнителни услуги, особено кога училиштата се затворени. Во продолжение одиме со јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Од Николче Петрески, после 2 месеци сакам посебно те поздравам. Поздрав, Николче. Да, и сите вработени во телевизија. 24. Благодарам јас. Како прво во однос на темата, јас би рекол, најголемата вина, значи ние имаме постарици, кои никогаш, значи, не можеме да бидеме свесни дека оваа пандемија на ниво на светска криза, значи, колку смртни случаи се донесува, колку луѓе изумреа и уште некој кажува оваа пандемија не важи, не се пренесува и ред други работи. Без маски сите тие, значи не почитување на мерките кои ни препорачуваат посебно комисијата. Значи, јас секогаш кажувам дека најголемата вина, која го кажат дека сме ние, возрастните, јас имам 3 внучиња, кои тие мои 3 внучиња во денот ако излегуваат со маска, а едниот не е излезен уште од март месец. Значи, самите треба да се ги саветуваме, нашите деца, нашите внучиња, да се спасат, затоа што не пребират оваа пандемија, дали е мало или големо. Гледам секојдневно излегуваат, пример во Кичо имаше еден само и двајца од март месец натака. Сега има во ден 8 до 10 души, затоа што самите ние родители им дозволуваме да излегуваат децата после 9 и 10. Значи сепак мојата препорака до владата ќе биде да предаде поголеми мерки и да не им дозволи повеќе од 9 сатот татака шетање, дружење и казните да бидат преку децата до родителите. Па сепак вајда ќе ни дојде некој умот. Во спротивно, велам, ако ние возрастните, значи не веруваме, па крајно пуштиво народ ќе свати кој ќе се напалнат болниците, кој ќе нема место кај да легнеме, тоа сами ќе барат маски, а не како досега не ги тргаат. Затоа викам јас уште еднаш, чувајте се народе, не е шега. Колерата беше на кокошките, ова сега е на нас народот. Господ нека ни здравје, нека ни даде здравје, да бидеме здрави и живи. Најубавото нешто е то да избегнеме ова пандемија и да не чува Господ ништо повеќе. Се најубаво би посакував ден. Благодарам што слушате. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам Николче, тоа беше и последното јавување. Само уште еден коментар имам режија на крај да прочитам кој што не го исчитав. Ботка Х ни пишува и вели: здраво, се шетаат по детски катчиња по 100 деца, кафичите се полни, колички со мали дечиња. Нормално, со еден од родителот, авамо го дигаат гласот да не се отвораат градинките каде мисламоти ќе бидат посигурни отколку собирањата во горе наведените објекти. Го кажувам ова затоа што сум вработена во градинка и знам оти ќе се сигурни таму кај што ќе се работи по протокол. Поздрав и убав ден. Благодарам Ботка и вам исто.
Весна Вани пишува, вели, децата е потребно да се вратат во училиштата, што поскоро и тие треба да почнат да функционираат во новата реалност. Потребно е токму оттаму да започне да се менува свеста за дисциплинирано однесување со посебни протоколи и строго почитување на истите. Потребно е училиштата да се стават во функција. За онлайн наставата нема да дискутирам, тоа е опција за месеците кога ќе вивне епидемијата. И во 90-та минута уште еден коментар. Иван Ани пишува, вели, огнен поздрав и фала што поставуваш ваки теми, каде што се одморивме од експертите во се, само на оваа тема некако не ги бива. Поставувајте вакви и слични теми, браво. Сериозно ке размислам да ви кажам. Денеска сум многу среќен со гледачите кои што се јавија, затоа што прво слушам многу нови гласови, а второ затоа што сметам дека ваквите теми на вистина треба да бидат разговарани и да бидат дел од ваквите емисии, затоа што суштината на постоењето на ваквите емисии е токму ова. Да разговараме за ваква сериозност сите заедно, особено затоа што допира во сечие наше живеење секојдневно и секој од нас, барем за денешната тема, има деца, внуци и слично. Благодарам за вниманието, ве поздравувам. Останете со Телевизија 24, бидејќи следуваат ексклузивитетите во Дневникот во 17 часот во продолжение заедно со колешката Душица Мрѓа. Од мене поздрав.